Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија. Нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска, точно во истото време, сме заедно со вас, на нашите верни гледачи, на оваа наша емисија и се разбира телевизијата која што се следи на сите меридијани во светот. Се надевам дека и денеска ќе ви бидеме интересни, затоа што имам стварно добар гостин кој што многумина сакаат да го видат во нашата кујна. Каков е на сцената, а каков е во кујната. Веќе знаете дека ќе види мачко гостин, знам, но пред да го повикам нашиот гостин, ќе ги поздравиме нашите пријатели од ПК Беско. Ајде да ги поздравиме ПК Беско и да погледнеме дел од нивните производи и наместени ордевери кои што ги имаме на нашата масичка. Се разбира, доколку немате избор во главата што би требало да земете како сувомеснато, јас ви предложувам секоја што да биде ПК Беско, затоа што никогаш нема да погрешите. Кои од производите да го одберете, ПК Беско е за сите нас, и за дечињата, и за возрастните. Си ги поздравуваме ПК Беско, ве поздравуваме вас, доколку си седите дома и си го пиете попладневното кафенце, чај, сокче, можеби какао или пак напиток кој што вие си го сакате, или се подготвувате за ручек, многу пати велам, поместете го тенџерчето настрана за да не ви загори ручекот, затоа што и денеска ќе ви бидеме интересни. За нашиот гостин, за мојот гостин и ваш се разбира, кога би кажувала, треба да кажувам една недела. Но тој е непосреден, природен, актер по професија, музиката му е во крв, знае да танцува преубаво и едноставно нашиот премил и симпатичен и насмеан Васил Зафирчев. Добри ми дојде, Васил. Добре те најдов. Добри ми дојде. Се надевам дека си убаво и добро. Добро сум, сполај му на Бога. Исто како што изгледаш, секогаш со позитивна енергија и силен оптимизам. Мило, јас преживеав повели од оваа страна. Многу се радувам еве што најде време, иако си премногу ангажиран. Се договаравме долго време. Да, премногу ангажирани. Секогаш во вистинско време, јас така се велам. Така требало токму овој ден, да биде нашиот заеднички ден. Одлучи да направиш еден посебен рецепт. Одлучив да направам нешто што е брзо за подготовка, но нешто што е високо нутритивно и високо протеинско. Особено наменето за луѓе кои немаат многу време да посветат во кујната. Цел ден да бидат така е, ова е нешто што може да се приготви како оброк, а исто така може и однапред да се приготви па да имате за потекот на неделата. Рековме ќе биде пилешко. Ќе биде салата со гриловано пилешко и киноа. Киноата ја подготви пред да започнеме. Така, киноата веќе ни е подготвена. И тоа многу брзински го направи. Така е. Побрзо и од мене. Па добро, киноата не бара многу. Таа спаѓа во така наречените супер намирници, бидејќи покрај минералниот и витаминскиот состав има и многу висок процент на протеин. И одлично се комбинира со зеленчуци и со пилешко месо во случај. Убаво, јас па во замена на пченица си сакам баш убаво ми доаѓа. Па да, вкусна е. Навистина е вкусна и брзо се подготвува, за околу 12 до 15 минути на тип. Одлично. Ајде, ќе започнеме. Ќе започнеме прво со пилешкото, да си го загрееме тавчето, дур ние си разговараме. Тоа ни е готово. На страна, одиме со ова, овде, ќе одиме на по така, не треба големото. Ете така, на 9. Ете, побрзо да биде. Ете, одлично. Јас сум тука, ќе асистирам. Мене печката добро ме познава. Така. Веќе. Прво ќе го измаринираме малку пилешкото, нели? Ако, дали ќе се потребни некои, добро, мислев ракавици да не сакаш престилка, така работа. Нема потреба. Добро. Јас сум си спраксиран во кујната, така што малку зачини по вкус. Чекај сега. Јас си ставам секогаш малку. Дека малку им пречиме овде салатката, ќе ја поместиме понавака за да бидеме се да се следи што работиш камерите. Малку биберче. Научен си пред камери. Од дете. Така да веќе знаеш. И ќе ставиме од овој специјалниот зачин за пилешко месо. Истата постапка се повторува од другата страна. Го превратуваш и од другата. Дали ти е потребно вилушка? Со рака. Лесно ти оди тебе, ова Васил. Изиграно. Јас во принцип многу живам во готвењето. Така.
Се размислував и за еден друг рецепт, Ми меѓутоа рече, за тоа ќе Дракче, ми требаше малку треба да повеќе време. бираме рецепти и имаме Така што еден си реков, подобро да е нешто брзо и здраво и вкусно. Добро, и ово е за прв пат се спрема во оваа трета сезона. Во двете сезони немавме од овој рецепт и сега ово е прв рецепт ете од тебе. И ќе биде Малку ќе го забележан. измесираме со прсти. Браво. Не е подготвено за Браво. грилување. А јас мислев ќе го сецкаш малку Не. на лентички, но ете така, добро. Одлично. Ќе биде готово за 10 минути. Добро. Истата постапка може да се направи во рерна, се разбира. Меѓутоа грил тавчето секогаш дава малку по... Добро, и си внимаваме овде, си го гледаме кој како Така е, се мести така е. и сето тоа. И да дава биде. малку подобар вкус отколку во рерна. Ајде сега малку да направиме. Се одморили малку филмови, представи, Па, интензивен глума, беше периодов. Многу работа. Многу работа, ама јас сакам кога има работа, затоа што ми исполне денот. Јас многу си ја сакам работата, уживам во неа. Сега да, убаво е да има и малку одмор, но кај нас е секогаш така. Поинтензивен е периодот сега до Нова година и потоа до мај месец, тогаш е поинтензивниот репертоар. Па во текот на летото сме малку Како послободни. велат Васил, освен оние многу јаки познати личности од минатото, кои што потекнуваат од градот Велес, еве ти допринесе градот Велес уште повеќе да биде познат во светот. Твоето име е во тие многу и затоа и доби награда во градот. Така е, тоа награда за посебна афирмација на Велес. Ете така, во областа на тоа треба да го уметноста и кажеме, културата, тоа е, мислам. нели? Иако ти не сакаше да те фалам, да кажувам, Ова е зборови не од се поодамна, фалби. веројатно, Тоа меѓутоа знаете како јас секогаш велам дека тоа е многу поголема одговорност отколку што е некаква Затоа што се што ќе се чест. каже за тебе е вистина, нема тука ништо што би било. Голема одговорност е тоа, тоа општинско признание 9 Така. ноември. Јас го чувствувам за одговорност, затоа што сметам дека е многу важно за секој еден, без оглед дали е Така. уметнички профилиран, нели, дали е Тоа е убаво, во сакам професија, во да те културата, спојам уметноста, со градот да придонесува за локалниот развој. Така што ми е драго што сум си и дел од Велишкиот театар и што активно, интензивно, еве, и многу речи си работите. 25 години, Така. ја создаваме и ја градиме културната слика за И родниот убаво Велес. постојано имате представи, мислам и сали, полни сали, се уште во Да, Велес. играме на често вистина. и многу е важно што имаме прекрасна публика која многу го сака театарот и ни дава огромна поддршка. Така. Салонот ни е секогаш полн, што е убаво чувство. Убавина, да. И има Велес изградена традиција за театар, тоа театар. многу ме радува. Така. А од друга страна пак како културна понуда, освен театарот, немаме други Има некои така институции мали кои што- поетски средби, ма тоа се малку. Се разбира, многу тие се малку, манифестации да. кои што се од Малку. времен карактер, се Така, случуваат во така. одредени периоди од годината, меѓутоа во континуитет Театарот единствено е тоа. театарот кој што работи во текот на целата година. Мораме да те пофалиме и за наградата за Златна бубамара. Па, За една, две, лице три на се. популарноста. Па, еве, тоа е исто така вистина. И тоа мораме да го Убави кажеме. се тие се награди за популарност, се Така, разбира, и се убави така, затоа што се некаква директна валоризација нели од публиката за она што го правим, иако Носат радост во срцето. радост носат затоа што некако ги чувствувам дека тие доаѓаат директно од публиката, а публиката никогаш не греши. Секогаш знаеш што е вистински убаво и вистински добро. Како велиме ние публиката и комшијата. Публиката и Комшиите комшијата тие кои што ги секогаш- гледаме. Е, така. Јас моите комши ретко ги гледам, Да. затоа што излегувам Да. обично рано наутро, се враќам доцна навечер, доколку имам вечерти и представа. Но се разбира, комшиите ни се први после неблиската фамилија, нели? Јас, иако ти не сакаш, но ја морам да кажам, затоа што некако таа награда Ристо Шишков, еден од нашите доаени, еден од нашите прекрасни актери, наградата Ристо Шишков ја доби ти. Да. Тоа е нешто посебно. Голема чест. Голема чест. Исто така и голема одговорност, Одговорност. бидејќи станува збор за еден
вон сериски талент, вон сериски наш актер. Погледни ме, што јас прерано кога ти говориш, јас чувствата ми навираат, а знам колку ти значи, а знам и колку ти даваш се од себе за секоја представа, за секоја улога, се спремаш, подготвуваш, ликот ти е таков, се трансформира, секоја чест. Сепак, секоја чест. Капата долу. Еве гледате, добра војчка доби месото, уште малку од другата страна. Најлесно, без вие. Така е. Без вие, ние сме си толку блиски. Драгче, јас таа награда ја добив многу млад, на 26 години со една, за мене, посебна представа. Мојата последна соработка со еден прекрасен режисер со кој што ме врзуваа претходно многу убави соработки. Еден од нашите режисери кој што прв ми даде големи шанси, големи можности на сцената и кој што многу веруваше во мене, покојниот Димитар Станковски, со кој што направивме една прекрасна представа копродукција помеѓу Драмскиот театар и театарот Ефемерит од Франција. Тоа беше еден европски проект на феноменалниот текст Последниот маж, последната жена на исто така вон временскиот и вон серискиот Јордан Плевнеш, мој драг пријател и соработник. Представата се играше и овде, и во Франција, и на покана од тогашниот селектор на фестивалот за камерен театар Исто Шишков дојдовме и во Струмица. Јас немав никакво очекување, нели? Воопшто не ни размислував дека ќе биде можно така млад, нели, на самиот почеток од кариерата да добиам едно такво големо признание, иако морам да признаам дека представата беше навистина одлична. Така. Игравме јас и колешката Сашка Димитровска и уште двајца колеги од Франција. Во Струмица игравме, нели, македонската верзија на представата, игравме само јас и Сашка. И на големо изненадување ја понесов токму јас наградот, и тоа од еден прекрасен состав на жири. Се сеќавам дека беше Сонја Михајлова, драгата пријателка и колешка од Битола, како минатогодишен лауреат и претседател на жирито, и мојот драг пријател и колега Младен Крстевски од Велешкиот театар. И голема чест, голема одговорност и голем спомен. Јас покрај, нели, тој паричниот дел од наградата кој што го потрошив уште вечерта, да си ги почестам драгите пријатели и колеги кои што беа таму. Особено драго ми е што до ден денес си го чувам златниот медалјон со ликот на Шишков, еден прекрасен спомен кој што секогаш ќе ме потсетува на вистинските вредности на нашата професија, а од друга страна и ќе ме потсетува на тоа дека наградите не значат ништо, тие се само некаква валоризација на конкретна улога, на конкретен труд, меѓутоа во секоја улога човек треба да почнува од нула и да се труди да го даде на добро. Тоа морав да го кажам, бидејќи Ристо Шишков го имам сретната како мала, многу мала, но неговото синче Васил ми беше близо како и ти. Заедно да си пишуваме, да си разговараме за со кои сме играле заедно. Така, и кога се говори за таквите личности, еве како Сашка, како Чичко Младен, што си го викам јас, нашиот Сакан Младен, тоа се блиски луѓе со кои што со години соработувавме, се гледаме и пак ќе се гледаме, се разбира и во овој наш проект. Како е да се биде и директор? Ти беше и директор. Бев уметнички раководител, бидејќи јас не бев именуван директор, бев уметнички раководител со работно место. Уметнички директор. Беше тоа исто така еден убаво искуство, профил да се види на човек. Јас всушност така се вработи во Велешкиот театар, како уметнички раководител, откако веќе нели се направи проектот за новата зграда на театар. И работев 10 години. Сепак тоа е на тоа работно место, тоа е една одговорна работа, нели? Многу зависи од соработката која што имате со генералниот директор, од отворените можности кои што ви се нудат околу креирањето на програмата, околу програмската, репертоарната политика, кадровската политика. Така што ми е, мислам дека уште малку треба. Од другата страна, значи, ставивме 2 раце мешана зелена салата, во случајов марула и рукола, и ставивме 1/3 краставичка, која што јас добро ја измив и ја користам со лушпата. Бидејќи таму се главните здрави состојки на краставицата како зеленчук. Многу убаво. Така што 10 години работев како уметнички директор, воедно играв многу, бидејќи бевме дефицитарни со актерски кадри, така што играв навистина многу. И
И веќе ми се чини некаде од 2020 година си се вратив во ансамблот на театарот, така што сега сум на работно место актер правенец. Го напуштив тој административниот, програмскиот дел и се посветив повеќе на ајде да си се вратам на она што е мојата работа. Да, може да го префрлиме директно на даската. Добро. Мислев уште малку да го уште малку треба, да. За тоа време јас ќе ги исечам патиџанчињата. Додуша некој го сака и по така сочно да биде, но да не е суво, но нека биде подзапржено. Многу задачи, многу обврски, многу ангажмани, многу дружења, многу луѓе. Не можам да не ја спомнам и твојата работа, се разбира, со нашата драга Калиопи, директор на таа продукција Калиопи музикал. Да, Калиопи секогаш не врзува, нели, покрај големото пријателство и поддршка. Таа ми е еден од најверните поддржувачи, јас нејзе. Така, и да си ја поздравиме редовно. За жал немам сега многу можност да ја пратам на сите нејзини настапи по постојано регионот. Е некаде. Со нетрпение го очекувам концертот трет во Филхармонија на 7. Така. Заеднички ќе си одиме. На 7 декември, да, претходно има на 6 и сега мислам дека најави уште на 30 уште еден. Не ја оставаме да не и бидеме во поддршка на нашата дива. Тешка задача имаше и таму, да се одберат убави хитови, да се направи добра продукција, сепак е голема обврска. Ајде, сакаше директно на даската, повели. Нека се олади, за тоа време јас ќе го подготвам дресингот за салатата. Дали ти е потребно посебно тањерче? Еве ти. Еве ти подлавочко. Да го За дресингот ќе користиме една лажица маслиново масло. Можеше и ово. Добро. Си одбра. Јас морам како добра домаќинка да ти направам чај. Што сакаше лажиче? Едно мало лажиче ми треба. Добро. 2 лажички ачето балсамико. Се разбира, ова е по вкус. Луѓето кои што не сакаат ачето може да користат лимон или некој друг закиселувач, се едно. Так. Ќе ставиме малку сол. Ние изостануваме од биберот, значи малку биберче. македончето, биберот и точка. Иако јас користам свежо мелен, бидејќи е исклучително убав вкус, и ќе ставиме половина лажичка. Имавме, но не ни дотекна, еве, да го средевме. Да, не го видов. Да. Добро ќе го промешаме. Со ова ќе ја прелиеме салатата на... Од досегашната работа, Васил, сакам да кажам, што имаша и понатака, многу си млад, имаш уште многу улоги и се разбира многу колеги. Кој најмногу ти остави впечаток за блискост, вака? Само да се погледнете, знаете што треба да одиграте. Има ли така? Сите кои се врзани за почетоците на мојата кариера. И во Велешкиот театар, и во Драмскиот театар, бидејќи јас бев и таму 2-3 години на ангажман. Меѓутоа, вака посебна релација, блискост и пријателство сум имал со колегите од Велешкиот театар, Младен Крстовски, Јордан Витанов, Слободанка Чичевска, Зборова Мадонија, повозрастни генерации кои практично ни го оставија во аманет театарот и некои кои што на некој начин не воспитуваа, нели, кога беа почетоците наши на младинската сцена и подоцна првите улоги. Во Драмскиот театар исто така ме врзуваше многу убава соработки, пријателство со покојниот Мето Јовановски, со драгата Милица Стојанова, со која што и соработувавме доста. Правевме многу убави представи. Мето знаеше да ја пренесе многу убаво. Имало навистина од кого да се учи. Да се учи од вистински луѓе во професијата. И тоа е нешто што многу ме радува. Што сум имал таа среќа, бидејќи тоа е навистина среќа. Но и ти имале среќа со тебе. Затоа што јас лично знаеш дека ги познавам и Милица и Мето, покоен. И секојаш има преубави зборови за тебе и се радуваа што си дел од тој тим, од таа екипа. И јас и ден денеска се сеќавам и нека им е вечна славата таму кај ангелите, затоа што беа вистински луѓе. Така е. Така е. Чајчето се вари. Ти спремав чај од хибискус. Заеднички да се напиеме чај. Ставаме и малку фета. Добро.
брзинскија Затоа ставив и помалку сол. Колку убаво мириса мевцето, навака со сите тие зачини. И на крај ќе ја додадеме киноата, Добро. која што се надевам дека веќе ни е добро овадена. Еве ти ја лежичката од киноата, или можеш и друга. Добро. Ето така. Со низ ја мешавме. Сакав и ова да го повеќам, затоа што сакам да Значи, во овој рецепт имаме околу, за оние кои ги интересираат, нели, калориските вредности. Иако јас никогаш не мерам, јас секогаш, нели, Па, јас сум ова ти воспитуван уиграно. од бабите и од мајка ми, нели? така. Таму мерките беа Со рака. филџани со И лажица. со рака и лажица, вика Така 3 што, грсти. за оние кои тоа ги брашно. интересира, имаме околу 180 грама киноа, имаме околу 115 грама пилешки стек, така што на крајот тоа излегува некаде околу 35 грама протеин, околу 40 грама јаглени хидрати и околу 16 грама масти, што го прави многу здрав и високо нутритивен и протеински Убав оброк. оброк за оние кои што, нели, внимаваат на линијата. Колегите велат имаме уште малку време, а јас морам ова да го искористам за премиерата и за филмот. Ајде, кажи ни како беше, долго се снимаше, се спремаше. За филмот ме прашувате последен. Да, па долго го последниот. снимавме. Како беше? Ми се чини дека снимањето траеше некои 5-6 Среќно месеци. или добро утро? Јас имав снимања така во еден подолг период. Така. Снимав некаде мај, јуни, па потоа повторно во септември. Во секој случај беше многу убава соработка, втора со Јани, бидејќи јас Така. бев дел и од претходниот проект, од серијата Бистра вода. Она што мене ми беше посебно важно е што и овој пат имаше прекрасна актерска екипа, Така. колеги кои што ми се не само драги колеги, туку и драги пријатели. Така. Прекрасна соработка имавме и воопшто. Целокупната екипа на филмот и не само актерската, туку и авторската и техничката беа исклучително вредни и посветени луѓе. Работевме во една прекрасна креативна атмосфера со еден личен ентузијазам во создавањето многу на филмот, значено, покренили така. професионализмот. Така што ми е драго што резултираше со еден убав филм и на моје големо задоволство филм за обичниот човек, нели? Така. Тоа се приказни за обичните луѓе наспроти системот и општествено-политичкиот контекст и тоа е нешто што мислам дека публиката ќе го препознае и ќе се допадне. Близок до луѓето, така се вели, Така. близко до нив. Сега сакаш да го изсервираме во една убава чинија. Ова сега ќе те подсети на Преспав, нели? Таму си келнер, конобар, што беше сега во ова улога во Куинава? Како Во филмот? Да. Играм еден ром, Така. кој се вика Рустем. Рустем. Меѓутоа, еден светол, оптимистички пример на ромската заедница. Знаете како, во многу филмови досега обично се представуваат, нели, лошите, неубавите страни на таа заедница. Овде во филмот се представени убавите страни. Браво. Практично Одлично. играме еманципирани роми. Така. Мојот лик е лик кој што направил голем успех во Италија. И после долги години таму во еден момент решава да се врати повторно во родната земја и да отвори една задруга за производство на органски зеленчук и овошје. Повеќе. И развива навистина успешен бизнис во кој на некој начин почнува да ги вклучува, нели, младите роми кои што се без работа, кои што Одлично. им требаат Сега средства ќе за да погледнеме студираат. дел од фотографиите. Ајде да видиме кратко ќе ги коментираме фотографиите и додека јас потоа ќе го читам рецептот на денот. Ајде да Ова се погледнеме. фотографија од последната фотосесија со драгиот мој пријател и фотограф Стефан Соколовски, кој што навистина ми направи вонредни фотографии. уметнички. Ова е една за мене многу драга фотографија, имено од фестивалот Шишков, каде што настапивме со представата Мајка, со колешката Зорица Панчич. Така. Преубави фотографии. Ова се од последната фотосесија. Одлични.
Едното око во чинијата, едно во фотографија. Ова е од представата Без крв, така. копродукција на Велишкиот театар со Драмскиот театар во Пловдив, кој што играме веќе повеќе од една година на сцената на Пловдивскиот театар. Прекрасна една представа, работена по романот на истоимениот роман на Алесандро Барико, а во режија на Диана Добрева. Представа со која што добивме и многу значајни награди, можеби најважните театарски награди во Бугарија. Одлично. А тоа е Аскер наградите за... Ова е посебно. Што е несомнено голем успех за представата. Ете така, многу убава фотографија. Одлично. Тука веќе си лик, трансформиран лик. Кој е овде Зафир? Зафирчев Васил. Ова е од најновата представа на Велишкиот театар. Една необична трансформација. Станува збор за црната комедија Мало невино убиство во режија на Дејан Дамјановски, работена според текстот на францускиот комедиограф Жан-Пиер Мартинес. Хит представа на нашиот театар. Во месец ноември сите 4 изведби не беа однапред распродадени. Сега во декември играме уште една изведба, ми се чини на 2 декември. Браво. Така што за оние кои што не ја гледале, а сакаат да дојдат, се надевам дека ќе имам изведби и во после новогодишните празници, се разбира на редовниот репертоар на театарот. Ова е од филмот Утре наутро, заедно со драгата колешка Ирена Илиевска. Ова е од снимањето, од сетот, некаде на Матка ми се чини снимавме. Ова е исто од Без крв со мојата партнерка, инаку голема актерка од Пловдивскиот театар, Маргита Гошева, со која што заедно ги играме главните улоги во представата. Толку убави фотографија. Една фотографија, една приказна. Така. Ова е рецептот, значи да се погледне и сервираното, да се види на камерите, а јас сега ќе прочитам што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт кој што ни го подготви нашиот Васил Зафирчев. Грилувано пилешко со киноа, 115 грама пилешки стек, 185 грама киноа семе, 300 грама мешана зелена салата, 4 до 5 шери домати, половина свежа краставица, 30 грама фета сирење, 2 лажици балсамико, 1 лажица маслиново масло, пола лажиче сенф. Сето ова ни беше потребно за денешниот рецепт. И раците се разбира на Васил, затоа што брзо работеа, се педантно, средено, наместено, секоја чест. Благодарам. Како иста мајка да не роди. Да, пази, мојата мајка беше да не ти голема чистотница, води многу сметка за да не ти капне нешто, да не ти види. Педантност и хигиената воопшто. Така. И ме радува тоа затоа што тоа е убаво нешто, така. Убава карактеристика на еден човек, Точно. да е уреден, да внимава на хигиената и на себе и околу себе. Тоа е Точно. многу важно во животот. Бидејќи редот надвор за мене значи дека имате ред внатре, ред во главата. Вистина е. Кажи ми, има ли нешто што јас заборавив да те запрашам, а сакаш да им кажеш на нашите гледачи? Јас мислам дека кажавме од прилика се. Да. Не ја најавив само утрешната изведба на представата Мајка, која исто така играме на репертоар. Тоа е исто една од најновите представи на нашиот театар, која што ја направивме во чест на големиот јубилеј на драгата колешка Зорица Панчич. Да. Таа е представа која редовно играме на репертоар во режија на Јордан Витанов, а работена по истоимениот текст на Флориан Зелер, исто така еден голем автор. Така што ништо, сакам да ги поздравам гледачите кои што следат емисијата и да ги поканам да дојдат на некоја од нашите представи. Аз се надевам дека во меѓувреме и ќе ги проследат проекциите на филмот. Секој ден во кината Синеплекс во Ситимол и во киноверзум Кисела вода, а во текст и проекции на филмот во повеќе кина низ Македонија. Низ Македонија. Пред да ти го подарам овој подарок од ПКБеско, мојот подарок за тебе. Ти благодарам. Ти благодарам од срце. И знаеш дека многу те сакам. Знам, ова е ПКБеско. Благодарам. Еве, дома за еден или повеќе оброци, тоа се производи од ПКБеско. Убави производи кои што ќе ти се најдат. Ти благодарам за овој убав ден, за ова убаво попладне.
за мене многу среќно, верувам и за нашите гледачи. И за мене исто така. Ми е драго што бев денеска дел од твојата емисија, што се дружевме заедно. Поздрав до гледачите и се надевам дека ќе го пробаат рецептот, па ќе пишат коментари. Коментари, дали им се допадна. Ова вистинска, убава, позитивна енергија, верувам дека ви ја пренесовме и на вас, драги наши. Се надевам дека доловивме многу нешта, можеби некои ги заборавивме, рековме имаме лик до себе кој што за него треба многу да се зборува, а бидејќи е се уште многу млад, ќе твори уште многу, ќе го покануваме уште на многу емисии и ќе додаваме се по нешто, уште многу награди, уште многу ликови, уште многу представи и да ни е здрав и жив и вие исто така, ве сакам, се гледаме. Поздрав.